Следното прашање доаѓа од Илиевски 23 и прашува дали веганска исхрана води до поголема енергија и издржливост за време на тренинг. Илиевски, многу е одговорот на ова прашање е многу индивидуално. Затоа што ако ме прашаш мене, веганска исхрана за мене лично не водеше до повеќе енергија и издржливост, напротив, водеше до помалку енергија и до и покачени килограми, но не е крива веганската исхрана, туку виновник во тоа барам кај себе и во мојот пристап. Од причина што генерално речиси да нема исхрана која што немам пробано, вклучително тука беше и веганската исхрана, и моето насочување и преминување и од утре почнувам веган беше пред се грешката која што сега си ја увидувам, затоа што ја сум човек кој што и денеска и тогаш кога пред да ја правев таа проба, јадев се, значи од животинско потекло и месо и риба и јајца и млечни продукти, и денеска го правам тоа и ставање на рез од денес за утре дека нема да јадеш никаков животински продукт може да биде голем проблем и јас се соочив со тоа од причина што едноставно ти треба време додека ги совладаш и вештините да знаеш да ја приготвуваш храната и да знаеш да ја комбинираш храната со цел да ги обезбедиш и протеините, и јаглехидратите, и мастите, и витамините, и минералите кои што ти се потребни, без разлика дали си веган, дали не си веган, си вегетаријанец и така натаму. И кај мене тоа беше грешка, дополнително се уште на нашиве простори, зборувам во нашава земја, има дефицит на угостителски објекти кои што имаат вегански опции, а сепак моето секојдневие вклучува доста јадење надвор и тоа придонесува да јас не можев добро да се снајдам, бидејќи во угостителските објекти најсреќавани вегански опции ти се ориз, пекарски компир, граф, печурки и толку. А тоа не е доволно за да успееш да го снабдиш телото и кај мене не функционираше. Од друга страна, ако ја гледаме науката, дефинитивно веганската исхрана, барем денеска постојат еден куп научни студии кои што зборуваат за тоа дека е здрава опција и она што е мој став и моја визија за иднината, иако можеби немав добро искуство првично, сепак ја мислам дека можеби после 40-та година моја би се преориентирал и би почнал да исклучувам полека животински продукти и би одел кон веган, од причина што има наука која што зборува за тоа дека животинските продукти подобруваат развој на телото во помлади години, но убрзуваат старење на телото во повозрасни години. И поради проста причина што сум си фан на себе и сакам што поквалитетен и подолг живот, мислам дека кон 40-та би сериозно ќе размислувам на тоа да го применувам кај себе, но без разлика дали ќе имаш веганска или невеганска исхрана, нема изговор зошто да немаш помалку или повеќе енергија, бидејќи телото на крајот на денот го интересира да добие доволно кислород, доволно хидрација, односно вода и доволно хранливи материи. А како ти ќе ги набавуваш нив, дали водата ќе ја пиеш од чешма во Скопје или од чешма, не знам, во друг град, или кислородот ќе го земеш од Шапка, Мавров или од Охрид или од Скопје, е тотално небитно и телото не го интересира, исто и со исхраната. Дали ти витамините, минералите, потребните аминокиселини, масти ќе ги набавуваш само од растенија или комбинација на растенија и животни, телото тоа помалку го интересира. И затоа, да, веганската исхрана ќе води можеби не до поголема, ама до доволно енергија и издржливост за време на тренинг, исто како и секоја друга исхрана која што на телото ќе му ги обезбедува сите суровини и хранливи материи за да може да произведува енергија и да правилно ја гради мускулната маса.